И решив дека дојде времето кога треба ова мое знаење јас да го потврдам и пред себе си, но и пред аудиториумот, за да докажам дека веќе е стигнат моментот и треба да се види дека може да се излезе и да се постигнат, па се надевав на добри резултати. И првиот надпревар беше 93-та година, излегов во Битола, тоа беше на 1 или на 2 мај, не се сеќам точно на датумот, меѓутоа тогаш во полутешка категорија и се сретнав со еден од моите идоли, кој што кажа во почетокот, Зефиш Давид, и беше големо изненадување, прв пат настапив и прв пат го победив Давид. И да ви кажам, чувството кое што човек го има, тоа е нешто кое што не може едноставно да се опише. Тоа е, доколку, знаете, многу потроши за тоа надпреварување, многу пари беа вложени, многу средства, многу 8 месеци припреми. Тоа задоволство кое што на бината јас како награда добив само еден пар тренерки, меѓутоа тоа чувство е нешто неописиво, тоа што само некој ќе го доживее, само онај може да знае дека се исплаќа сите оние маки и диети и пари што се вложени за да се дојде до тој успех. Да ви кажам, јас заради спортот малце го запостави факултетот, бев студент на градежниот факултет, абсолвент, и во тогашниот период кога се припремав, тотално не можеше да се тераат и двете работи истовремено. Се посветив исклучиво на бодибилдингот, веќе бев во брак и имав 2-месечен син, така да беше стварно многу тешко и морам да ја заблагодарам на сопругата, затоа што најде разбирање во тие тешки моменти заеднички да она се грижи за детето. Јас ги поделувавме работите, јас помагав околу некои работи, најчесто самиот, со тоа што самиот си ги припремав оброците и успеав да се надпреварувам и добро да се спремам, затоа прво надпреварувам, меѓутоа мислам дека не би успеал доколку не би најшол на разбирање на сопругата, која ќе спомнам, Јасмина Плунцевич-Глигоровска, е лекар. Сега тоа малце од оваа перспектива ми изгледа смешно, меѓутоа имав 25-6 години, имав, да кажеме, 4-5 годишно години вежбање зад себе кога прв пат настапив, значи не преку ноќ. И прв пат се такмичевме во Заечар, барем јас во Заечар, тоа е во Јужна Србија. Бев многу возбудена, се сеќавам, Митич тогаш многу ме бодреше, он беше долу, као бина горе и долу ми шепотеше, Наѓа, овака, онака, јас со едно око гледав, ми сугестии ми давале како да се движам сценски, тоа исто многу битно, сценскиот настап. Многу се, колку год човек да е спремен и квалитетен билдер, таа страна на спортот има и она уметничка компонента, која што исто многу се вреднува и многу може поени да собере или да упрска со своето незграпно настапување, може многу поени да се изгуби. Така да многу ми помога, ја бев многу возбудена, многу паничар сум по природа и тоа, али добро, релативно добро поминав, меѓутоа бев уплашена бидејќи на тоа такмичење имаше една од Словенија една колешка, Илонка Зарубица, да има маđарско презиме име, меѓутоа знам дека од Словенија таму живееше тогаш
И таа беше и сите знаевме доста допингувана, бидејќи имаше веќе полумашкобањаст изглед и многу јака билдерка и таа ми беше во конкуренција, така да али како едно искуство. Во Македонија се организираше во залата МЗТ салата на Металски завод Тито. Ранко Рангеловски беше ја водеше програмата, многу духовито, знаете, со шеги, со меѓу настапите на поедини категории, одделните категории настапувале и балетски точки, фолклорни уметнички друштва. Беше една богата програма, се сеќавам. И после тоа такмиче никогаш немаше таква богата програма, ја мислам како тогаш. Така мене ми остана врежено. И тогаш имав среќа победив, дури и тогаш се излажале и ни дадоа еден мал така символични материјални награди, во смисол кому патики, кому нешто така материјално. Имаше тогаш дури и 2 категории за жени. Тие девојчиња по моje мислење така се излажане прерано, мислеле дека тоа е еден вид као мис настап и немале представа што значи тоа. Така да немав, морам да признам, немав овде конкуренција, не ми е тоа толку сатисфакција, таа победа во Македонија, бидејќи немаше конкуренција. Со тоа прво место во Македонија република, така беше востановено, секоја република има своји такмичења и од кога ќе се знаат прваците, се организира на ниво на Југославија и се одредува некое било кое место. Тогаш беше тоа во Горажде, во Босна и тогаш имав и јака конкуренција, бившата првакиња на Југославија Цеца Величковиќ, која живее и работи во Белград и она е долгогодишна билдерка, порано со восхицу ме гледала спорано као кога вежбав само уште, кога уште не се такмичев, одев своевремено на такмичења со машките екипи наши во Сребреница. Тогаш прв пат ја запознав Цеца Величковиќ и тогаш баш со воздишки ја гледав и така и само после 2-3 години фактички ја стигнав, тоа ми беше голема сатисфакција да се такмичам со нејзе и во тоа време тоа нешто значеше. Имав постојан партнер и тој бил спортиста, исто првак и така натаму. Дојдовме на идеја зошто и ние во Македонија да не воведеме таков вид на позирање, тоа се вика во Америка couple posing, што е многу атрактивно и дури мислам поатрактивно од вака индивидуални настапи и више е ревијално тоа него нешто, тоа не треба да служи за толку посматрање на мускулатурата, туку повеќе како празник за око, така, за плакнење очи што велиме. Имавме таа среќа, во тоа време во МНТ се подготвуваше некој балет и беше поканет чувениот кореограф руски Мјачин, не знам точно како му беше името, али знам презимето Мјачин. И имавме таа среќа да стапиме во контакт и го замоливме да ни пренесе некоја кореографија. Ние му објаснивме што сме ние, дека сме билдери, дека покажуваме мускулатура, али треба известни сценски движења и известни кореографија да постои. Се знае, нели, уз музика се одбира музика, се одбира кореографија. Тука ем телото се истакнува, ем убави и така да вежбавме навистина сериозно со кореографија, како балетска представа се подготвува, да е тоа само минута и пол, 2 минути, или не знам 5 минути, меѓутоа има одредени цаки, што би кажале ние, кои што може само кореографот да ти ги каже сами. Беше феноменално, едно прекрасно чувство и беше многу примено од публиката и за жал тоа се изгуби, не се продолжи таа традиција, барем со некои други парови, штета. Тоа ќе беше вака поприфатено од обичниот свет, што нема многу разбирање за бодибилдинг, на тој начин ќе беше привлечен да ги гледа овие такмичења.
Тоа тие надпревари не останав само во рамките на Македонија. Тоа продолжи да се надпреварувам, тука тогаш беше во рамките на Македонија, ако си првак, во Македонија добиваш шанси да одиш на југословенско ниво и имам настапувано на повеќе така надпревари, што беше така во сеќавање ми остануваат неколку така од Књажевац, од Ниш, од Белград, од Сребреница. Во Сребреница имам, таму завзема второ место во Југославија во средна категорија. Па имам освоено трето место, два пати, четврто место, еднашка од првиот пат кога почнав да се надпреварувам, па беше во Бачка Паланка, кај Петар Челик, тој беше, така да кажам, еден од пионирите на билдингот во Југославија и таму освоив како за прв пат четврто место и потоа така одеше се понагоре, до второ место, што имаше, немаше некако невозможно беше да се добие Фикрет Хоџич, кој беше 11 пати, 11-кратен првак на Југославија. И билдингот беше во тоа време многу масивно, многу конкуренцијата беше огромна. Да кажам, еден надпревар во моја категорија беше со 50 надпреварувачи, што беше огромна конкуренција за разлика од денеска, што пред изборот и изборот буквално беше споен, што не можеше да се одлучи 10 души или 6 души да се определат за финале кои ќе бидат, зашто конкуренцијата беше фантастично голема и покрај така голема конкуренција јас имам второ место, трето место два пати и така задоволен сум. И требаше после тоа, првите 3 места секогаш ги одеа надвор од рамките на Југославија, одеа на тие меѓународни првенства, што некако се нас не заобиколуваше тоа, што знам од кои причини, дали дека Македонија, дали така, се некако се наоѓаше некои изговори, се некако ние бевме запоставени, што требаше два пати јас да одам на светско првенство, еднашка во Австралија, еднашка во Јапан, но не се случи тоа и така остана само во рамките на Југославија. Така по тие запазени подобри беше, како што спомнав, Петар Челик. Тој беше и основач и на првото списание во Југославија, јас како што се сеќам, тој беше Херкулес, што после тоа имаше доктор еден Милковиќ беше, па Јован Вристич, професор, па Фикрет Хоџич, и тој беше од таа постара генерација. Во Македонија немаше некоја голема конкуренција, тоа беше само